Зголемениот интензитет на сообраќај главно сконцентриран во централното градско подрачје, една од главните причини што доведува до сообраќајни незгоди, во кои најчести жртви се пешаците, сметаат експертите. И за излез и за влез во Тетово возилата мора да поминат низ центарот на градот, создавајќи сообраќајен хаос. Денес сме соочени, ако застанете на влезовите во градот, значи има таласи са бајле, на пладне, на вечер, кога реки од возила влегуваат и излегуваат од градот. И целиот тој сообраќај буквално по трите главни сообраќајници е насочен во центарот на Тетово, на плоштадот. И нормално е дека во такви услови на зголемен интензитет има нервоза и кај возачите, има нервоза и кај пешаците и невнимание кое што доведува до вакви последици. Колку што знам и колку што се гледа, отворањето, прибивањето на булеварот Благоја Тоска сигурно би било едно од решенијата. Тасески смета дека сообраќајот може да се растовари со изведба на обиколници пред влезовите на Тетово. Би направиле за обиколница некаде пред пругата во Тетово и мора да споменам дека еден огромен дел од шлепескиот сообраќај влегува во градот заради непостоење на адекватно ниво, односно ранг на регионален пат кој што би го пренасочил таквиот сообраќај, а кој што се движи кон Југохром во Јагуновци и кон граничниот премен Јажинце. Значи кога патниот правец од Желино према Јагуновци и Теарце би му се подигнало нивото, односно неговата конструкција, тоа го знам непосредно, не е таква да може да прими многу обемен сообраќај, меѓутоа кога би се тоа пренасочило на тој начин, би се растеретил товарот на сообраќајот во градот и сигурно дека би допринело тоа врз намалување на сообраќајните несреќи, поготово со пешаците во градот. И додека властите одвојуваат пари од буџетот за спроведување на кампањата по голема безбедност во сообраќајот, во пракса во Тетово не се реализираат никакви сообраќајни проекти кои би ја намалиле бројката на жртви на патиштата.